Во пресрет на новогодишните празници, општина Куманово традиционално доделува пакетчиња на повеќе категории граѓани. Вчера и децата од Сдруженијето на глуви и наглуви добија новогодишни пакетчиња од општината, а се фотографираа и со Дедо Мраз. Во Сдруженијето членуваат 40 на активни членови, додека на ниво на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово, според податоците на Сдруженијето има околу 250 глуви и наглуви лица. Имаме и соработка со општината. Доста многу сме задоволни сите глави членови од нив и од Максим лично. Исто, уште едnom заблагодарувам многу, исто и сите членови се заблагодаруваат за оваа несебична поддршка и ова што се сеќаваат секоја година на нас, на позагрозените лица. Во Куманово што се однесува до ученици за школување, нема специјална школа за глави лица, или има основно училиште во Битола и средно училиште во Скопје. Да. А за дружба они се дружат тука во Сдруженијето, по кафичи и така. Претежно глувите меѓу себе се дружат. Ова е наш објект, значи на 2 спрата е. Гледате малце во нешто почнавме пред некоја година се реновира од прозори од внатрешност, но остана уште фасада на дворешност, гледаш малце има тука нешто да се исправи, да се направи која изолација за да заштедиме на грејење во зимните периоди. Исто во подрумот некоја влага има, тоа е нормално, пошто по-стар објект е. Како и секоја година, така и оваа година, општина Куманово под покровителство на градоначалникот Максим Димитриевски доделуваме пакетчиња за дечиња. Оваа година имавме ние чест од секторот за култура, спорт, социјална заштита, здравствена заштита, да ги посетиме дечињата во порака наша, Сдруженијето. После тоа бевме во Центарот на деца со посебни потреби, поранешен ЧИК, како сите што милуваат да го кажат во општина Куманово. И на крај бевме кај дечињата глуви и наглуви, карши поранешното, ќе кажев, фудбалско игралиште во општина Куманово. Неделава Дедо Мраз подели пакетчиња и на децата без родители и родителска грижа, сместени во згрижувачки семејства, на дечиња од ромска националност и други категории на граѓани.